Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска во Собранието на Република Северна Македонија, претеничката група на СДСМ и коалицијата оствари средба со представници на Сојузот на синдикати на Македонија. Средбата беше остварена на нивно барање, на кое што поразговаравме за три клучни барања кои што тие ги имаат и за кои што се залагаат. Всушност, можам да кажам само дека ние како Социјалдемократскиот сојуз заедно со коалицијата секогаш сме ги поддржувале и ќе ги поддржуваме работничките права. Социјалдемократскиот сојуз е прогресивна левичарска партија и во својата идеологија, во својата платформа, основата е заштита на социјалните права и работничките права. Оттаму сите барања кои што се испорачуваат од страна на работниците, особено организирани преку репрезентативниот синдикат, Сојузот на синдикати на Македонија, се итекако легитимни. Дека е доказ ова платформа, ова идеологија која што СДСМ и коалицијата во дело ја спроведува, е и последните измени на Законот за работни односи или популарно наречен неделен неработен ден. Покрај сите обструкции кои што ги имавме од опозицијата, и тука најмногу можам да кажам ВМРО, ДПМН, успеавме со новото парламентарно мнозинство во петокот да во второ читање ги поминеме измените на Законот за работни односи и конечно да овозможиме да од 1 јануари недела биде неработен ден. Всушност, ова беше едно од клучните барања и веќе им соопштивме на средбата на представниците на синдикатот дека тие барања може да рачунаат, да сметаат дека се веќе исполнети. Она што се однесува до второто барање е околу минималната плата, изголемувањето на минималната плата, повторно ќе кажам дека и тука парламентарното мнозинство апсолутно ги разбира барањата и не само што ги разбира, туку ги поддржува. Дека е ова така говорат и политиките кои што оваа влада и ова парламентарно мнозинство ги има и ги спроведува последните 4 години, бидејќи минималната плата која што долго време беше на ниво 9.000 денари, денеска е веќе над 15.000 денари. Нивното барање за минималната плата секако дека ќе биде разгледано, нивните предлози да тоа биде регулирано како процентуален износ од 60% од просечната плата, значи да го следи растот на просечната плата, ќе биде сериозно разгледано, ќе ги соочиме аргументите, но секако дека имајќи во предвид определбата, платформата, но и програмата на владата за минималната плата до крајот на овој мандат да биде 20.000 денари, јас верувам дека ќе се изнајде навистина едно оптимално решение, но секако имајќи ги во предвид пред се потребите на работниците, социјално-економскиот статус, но и она што значи енергетска криза, економска криза, пандемиска криза. Сите овие аспекти ќе бидат земени во предвид и јас верувам силно како дел од парламентарното мнозинство дека ќе го изнајдеме вистинското решение. Ви благодарам.